Оштетените од летните поплави во Кочанско уште долго ќе чекаат на пари. Нивната неизвестност е запечатена на долг рок, бидејќи синоќа владата ја разреши комисијата за проценка на штети. На последната седница владата изрази несогласување со збирниот извештај за настанатите штети од елементарни непогоди кои ги зафатија општините Валандово, Велес, Кочани, Пробиштип и Свети Николе на комисијата за проценка и утврдување на висината на штети од елементарни непогоди. Владата донесе одлука членовите од комисијата да бидат разрешени од членството во неа поради неефикасно и несоодветно решавање на предмети од суштинско значење за граѓаните и мандатот на комисијата. Стои во владиното соопштение до јавноста. Одлуката на владата за оштетените жители од овие села е изненадување бидејќи тие помош очекуваа и на парите се надеваа до крајот на оваа година. Ние ќе ги очекуваме. Те ви викам, у секи момент. Ама кога ќе дојдат и дали ќе дадат, не знаем. Очекувајќи ги парите, некои од нив биле принудени да се задолжат за да ги обноват куќите, но и да ги набават елементарните домашни апарати. Взимаме од ова од онај да се уселиме, нема дека да спиеме. Овам тука улизоме кај децата, по прваа тука куќата онодоа, нима кујна, нима ништо. Испомрзна, дождове врнат, излезам надвор, садове мијам, како чургарите. Јас истоши, задужи си и кредити вамо тамо, те да ми улезу, ама се е ново. Се сум изфрлил. Задолжуваме, како не? Како нема да се задолжуваме? Оди ово не е малку работа. Те го мајстори натам нам, те песони, витрини, се е изфрлено. Кој тоа ќе ни го плати? Новата за нив лоша вест денеска ги разочара повторно. И од овој момент, тие на пари и помош од државата и општината веќе не се надеваат. Да ги земам нема да верувам. Ово лудо време. Јасно ли? Да ги земам, да ги ставам у джепо нема да верувам, затоа што не знам како да ви кажам. Што да правиме? Ке имале таму, ке се тепаме ли со они знаеш какво е, владата, како реши така ќе биде? Никогаш. Тоа кој ги даде. Тоа се фанафетус. Никогаш, знаеш што е никогаш? Оти? И па ште, кам? Знаеш ја колку сум штетен бе дете, знаеш колку сум штетен, кој не бутна. Избутаваме се живо, дома влага, витрини сврлијаме, се сврлијаме. Освен куќите и покуќнината, во августовските порујни дождови 100% настрадаа и голем дел од нивите, каде во тој период се чекаше берба на пипер, бостон, граф и други земјоделски култури, од чија продажба на нив им зависеше екзистенцијата. Како овие луѓе ќе го надминат овој голем за нив удар е неизвестно, но освен оваа, на нив тешка веќе од сега ќе им биде и идната година. Сите се презадолжени.